Помина, речиси, 20 години откако првпат ја посетив Охридско-Струшката регија, каде што ме пречекаа мештаните и ме прошетаа низ непрегледните планински долински предели, ги видо добрините кои ги создала природата, сончевите зраци кои силно блескотеа над хоризонтот, прекрашувајќи се во Охридското езерско водно огледало, ослекувајќи го многовековното битисување на она што е знаено и незнаено во оваа регија. Помина речиси 2 години од нашата средба со Илјо Пренцовски на Спасовден во славно дебрското село Годивје и речиси 1 година во манастирот Свети Илија во Долно Димковското село Јабланица и неполна 1 година кога повторно се сретавме во Струга на автобуската Струшка станица, чекајќи така да речам да ме соберат за Долно Димковското село Вишни и за ова село да направам репортажа, кога во неврзан разговор повторно ме покани да направам репортажа и за неговото родно село, селото Мислешево, кога на сам ден на прочка ова 2023 господово лето во утринските сати ми зазвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат го слушнав и препознав гласот на Илјо Пренцовски, кој ми велеше: "Почитувани господине Зоране, не знам дали се сеќавате на мене. Јас сум Илјо Пренцовски од селото Мислешево, кога по трет пат се сретнавме во Струга на автобуската станица, чекајќи да те соберат и да те однесат во Димковското село Вишни", ми рече. "Се сеќавам, можне добро се сеќавам, како не се сеќавам", му одговорив. Од името на местната заедница и од црковниот одбор на црквата Свети Јован Крстител, црквата во обединение во храмот на Пресвета Богородица, црквата Свети Климен Охридски и манастирот Пресвето Преполовение во селото Мислешево ве покануваме да ни дојдете на гости и на нашата манастирска слава Пресвето Преполовение, меѓународот попозната како Руса среда, која секоја година си ја празнуваме, а паѓа 25 дена по Великден, а воедно и си одиме покрсти, со што си ја одржуваме традицијата, која од колено на колено се пренесува низ вековиве, ем за манастирската слава, ем и за селото мое да направиш едно убав слико, сето село ќе биде збрано, онака како што ти умееш да ја насликаш. Ве очекуваме да ни го потврдите вашето доаѓање, ви рече. Не поводи долго време, поточно речено на сам ден на Света Петка, која се паѓа првиот петок по Великден, меѓународот попознат како Голем петок, ова 2023 господово лето го жедов телефонот, го пронајдов телефонскиот број од Илјо Пренцовски, задзвонив. Не поводе долго време, воспоставив телефонска врска со бројот кој го барав. "Добар ден, Илјо од село Мислешево, ми треба, новинарот Зоран го бара", проговорив преку апаратот. "Добар ден, овдека Илјо Пренцовски од село Мислешево. Зоране, ти ли си?" го слушнав гласот на Илјота од другата страна на телефонската линија. "Јас сум", му одговорив. "Како си ми, Зоране?" ме праша. "Добар сум", му реков. "Ке ми израдуваш или..." зачудено ме праша. "Кажи им на твоите соселани дека за Руса среда ќе дојдам во Мислешево", му порачав. Ке им кажам. Те чекаме, одамна сите те чекаме, сите знаат." "Голем мерак ми направи, Зоране, мощно голем мерак, ќе им кажам уште сега. И да си знаеш, ние, Мислешевци, 2 дена гости чекаме и заслог правиме, а утредента и покрсти одиме. Многу народ ќе има." За овај ден дури и од Америка и Австралија си идат, со радост одговори Илјо Пренцовски. "Ќе дојдам, бе, како нема да дојдам? Само ти кажи кога..." "Да, со возо ќе дојдам, да, со возо, да. Добро. Аха, да. Ќе направиме се ќе направиме. Како ќе кажеш, нема проблем, ја да. Ама заедно ќе бидеме. Да, заедно ќе стигнеме јас таму. Така, да. Договорено.
На пат за Мислешево на ден пред празникот Руса среда тргнав од Шковската автобуска станица со првиот автобус кој според возниот ред секое утро поаѓаше во 5 часот и 30 минути и поречеши неполни 2 часа и 30 минути поминувајќи по автопаската делница Скопје, Тетово, Гостивар, Стража, Кичево, Дебрца. На самиот влез во селото Мислешево го замоли возачот малку да застане, да завлече. Шоферот кој го возеше реизот ме послуша, завлече, застана, слегов. Реизот замина за струга. По краткиот престој на местото каде што ме остави реизот, тргнав пешки по асфалтираното кривулесто Мислешевско џаде, кое ме донесе до сред селото, каде што во црковниот двор на црквата Свети Јован Крстител ме пречека Илјо Прентовски заедно со неговите соселани кои ги привршуваа празничните подготовки, поточно речено за покрстите чија многовековна традиција продолжува и денес. Ајде да оставиме една пара за да ни поможи за многу години да ни е денот Господ Кувет и Бајна. Зоране, ете сите ние, сето село, тебе, а посебно на нашиот пријател Драгослав Миновски, ви стоиме на располагање за се што ви треба за денешниве наши покрсти, ми велеа. Живи здрави да се видиме и до година. Амин. И нас ни е мило што се снимаме емисијава, што ставиме белег за нашето село и да оставиме за младите генерации како Мислешево постоело, да ви откриете во вашите тајни како професор што постојат во историјата за Мислешево и да се заблагодариме све што треба се најубаво. Благодарам за убавите зборови. Јас да ви кажам истина, во Мислешево има дадено многу пати, меѓутоа ова манастирче не сум го знаел и многу ми е мило и драго што запознав дека имало еден ваков прекрасен православен христијански објект овде. Ова го имаме 2015 година светено. Иначе го почнаме 2010 година со помош на нашите иселеници, на нашето село Мислешево, со нашите мештани и со сите добронамерни дарители и добронамерни пријатели на село Мислешево и пошироко и на нашата православна христијанска вера. Браво, браво. Значи јас ви честитам во секој случај за вашиот потфа што се го направили ова, што се направили едно убаво катче христијанско, за да можат верниците да доаѓаат, да запалат свеќа со здравје, да се помолат на Господа и се за убаво. Иначе да ви представам мојата помлада генерација, povedете овај ми е заменикот Александар, овај ни е членот помлад во црковниот одбор и сега што ведеше покојниот Тито свет оставим Сигурно, сигурно. од младина добра и да градиме и во иднина и секаде. Така, се што се направило, да се пренесува од генерација на генерација. Почитувани мои, пред да кинисаме со покрстите ни селото, моите домајќини не замолија најсетне ние да им ги раскажеме нашите досегашни историографски сознанија за црковно-манастирскиот духовен живот во селото Мислешево во изминативе векови. Нивниот предлог со задоволство го прифативме. Зародишот на црковно-манастирскиот духовен живот на селото Мислешево му дава посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи за црковно-манастирскиот духовен живот во селото Мислешево датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Црковно-манастирскиот духовен живот на селото Мислешево не може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскидливи нишки кои го градат долгиот континуитет на духовниот живот.
За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар, испреплетени зад превезот на времето. Црковно-манастирскиот духовен живот на селото Мислешево илјадници години зрачи на целиот негов простор како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргиадите, како дел на Римската империја, како дел на Источното Римско царство, чии владетел со Македонија, како дел од Византија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија и основач на архиепископијата Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Климентовата книжевна школа, како дел на мноштвото црковни повелби житија кои датираат од 969 до 1018 година, за време на владењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комутополи Арон, Давид, Мојсе и Самојл, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самојл и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврило Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел во црковните записи на византискиот цар, царот Константин Асен Тит, од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските властелини царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1336 до 1355 година, каде што се споменува во Душановата повелба од 1342 и 1345 година за манастирот Света Богородица Превилепта во Охрид, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 година па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Културно наследство представува наследство на физички материјални артефакти, предмети направени од човечка рака, односно разни добра кои се наследени од претходните генерации или кои настануваат во сегашноста, а при тоа имаат специфична вредност за луѓето, и нематеријални атрибути на некоја група или општество, кои представуваат оставштина од претходните генерации и поради тоа се чуваат во денешницата, за да бидат зачувани во наследство за добробит на идните генерации. Значи, културно наследство се материјални и нематеријални добра, кои што, како израз или сведоштво на човечкото творештво во минатото и сегашноста, или како заеднички дела на човекот и природата, поради своите археолошки, етнолошки, историски, уметнички, архитектонски, урбанистички, амбиентални, технички, социолошки и други научни или културни вредности, својства, содржини или функции имаат културно и историско значење. Преку културното наследство се изразува и представува историскиот процес на формирање и живот на еден народ, бидејќи тоа е видлива и опиплива синтеза на елементите што го карактеризираат. Црковно-манастирскиот духовен живот на селото Мислешево е забележан и во отоманскиот пописен тапи тефтер број 8 од 1436 година за времето на владењето на отоманскиот султан Бајазид.
II, каде што селото припаѓало на румелискиот беглер Беглус, во пописниот дефтер од 1446 година, во пописниот дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот дефтер од 1560 година, во пописниот дефтер од 1562 година, во пописниот дефтер 1582 година, во отоманските пописни дефтери од 1565 година и 1570 година. Културното наследство влијае на идентитетот на одредена нација, на одредена населба, на одреден регион или држава. Она културно наследство кое има посебна вредност за целокупното човештво подлежи на режимот на строга заштита, односно станува објект на светско наследство. Физичкото, опипливото или материјалното наследство вклучува градежни и историски локалитети, споменици, артефакти и друго, кои имаат вредност да се зачувуваат за во иднина. Тука спаѓаат разни предмети значајни за археологија, архитектура, наука или технологија за специфичната култура уметност. На Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш. Сите вас и сите благочестиви православни христијани, да ве спомне Господ Бог во своето царство, постојано, сега и секогаш, и во вечни векови. Дека црковно-манастирскиот духовен живот на селото Мислешево обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија патријаршија 1367 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографски етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ, историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година на Васил Кнчов, историографскиот запис на Димитар Мишев, Македонија и нејзината популација од 1905 година. Во поширока смисла на културното наследство, од нематеријалната сфера влегуваат и општествените вредности, како што се традицијата, обичаите, фолклорот, писмото, јазикот, естетското и духовното верување. Во делот на културно, односно духовно наследство, спаѓаат фолклорни добра, јазикот и топонимите. Фолклорни добра се обичаи, обреди, преданија, умотворби, носии, везови, народни песни, приказни, легенди, пословици, гатанки, танци, игри, стари и ретки занаети, традиционални вештини и други изрази од нематеријалното народно творештво.
Дека црковно-манастирскиот духовен живот на селото Мислешево обстојува многу векови, говори пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифоновски, Охридската Струшка област, издадена во Белград 1992 година, го забележал следното. Во и околу селото Мислешево постојат многу траги од стари локалитети, каде што се одбивал и денеска се задржал духовно-црковниот и манастирски живот. Такви локалитети се Црквиште, Пречиста, Свети Јован, Свети Климент и Свети Атанасије. Кај локалитетот Свети Атанасије и денеска има остатоци од ѕидини кои говорат дека овде некогаш постојал манастир. Втората половина на 18 век за Мислешево е период на реобновување на селото. Меѓу првите знаци на обнова на селото се изградбата на скромни сахрални зданија врз претходно разорнатите цркви, црквата Свети Јован Крстител, манастирот воведение во храмот на Пресвета Богородица, црквата Свети Климент Охридски и манастирот Пресвето Преполовение. Црквата Свети Јован Крстител се наоѓа во средината на селото. Таа е соборна црква. Оваа црква е многу стара црква. Според црковно-историографските записи, незината првична градба представува ранохристијанска базилика. Се претпоставува дека незината градба датира од крајот на 9 век со самото доаѓање на Свети Климент Охридски на овие простори, за да првичниот средновековен изглед го добива за време на царот Душан во првата половина на 14 век. Изградена е на култно место каде што се наоѓала помала градба. За тоа говорат двата фрагменти кои потекнуваат од првата половина на 14 век и престолните икони на иконостасот кои се исто така од 14 век. Патрон и празник на црквата е Свети Јован Посен, меѓу православната екумена попознат како оплакувањето на главата на Свети Јован Крстител. Во црковната книга Дарители на првата страница од книгата е запишано: волни помошти на црквата, одсекување на главата на Свети Јован Крстител, што докажува дека црквата била посветена на овој чин од животот на Свети Јован Крстител. Црквата Свети Јован Крстител е реобновена во 1898 година, а вообновена во 1903 година, чиј ктитор е Ристе од родот на Премтовци, а осветена е во 1905 година на сам ден на празникот Руса Среда, а за тоа говори надписот на западниот зид. Приложенија Господова негова Петруша и брат Имија Панде Наумовога и синови Коцарета из Охрида со подрогома и чада рада иже заблагодарају за здравје и за вечниога спомена на помошнега Амин, упомонега Наума и Стефана, Бог да ги прости, из Роки, Сарафима, исто из Охрида 1898 27 августа. Градбата на црквата е од типот на базилики, наречени псевдобазилики, кои се карактеристични за преродбениот период во Македонија со полукружна апсида на јужната страна. Основата на градежниот материјал за незината градба е од претежно камен и обработени мермерни камени блокови на вразивните ѕидови и печена опека меѓусебно поврзана со варов малтер и метални затеги до кровната конструкција. Кровната конструкција е изработена од брестово дрво на две води обложен со керамиди. На западната страна од црквата доградена е камбанаријата
во грко-патријашиски стил, од каде се влегува во нартексот. Над вратата постои длабена полукружна ниша со насликана до појасна представа на Свети Јован Крстител. Наосот на црквата е едноброден со галерија. Заради просторноста на црквата, иконографската програма распоредена е на класичен начин со дотатоци на композиции што се типични за периодот од 19. век. Над зидните површини насликани се и на север и на југ старозаветните пророци, централниот и страничните травеи обоени се со светлосна боја, како имитација на небо, и на површината кај централниот травеј насликани се златни звезди. Во центарот на средишниот травеј аплицирано е платно со представата на Исус Христос Содржител. На исток е обликуван олтарниот простор со централна апсида која е полукружна од внатрешната, а седмострана од надворешната страна. Од двете страни на апсидата изведени се две полукружни ниши со полукружни основи. Покрај северниот и јужниот зид во наосот поставени се дрвени седишта за верниците, но и во меѓупросторот на колонадите на север и југ. Помеѓу колонадата на југ поставен е владичкиот престол, изработен од багремово дрво и насликан со цветни мотиви, а во внатрешноста поставена икона на Исус Христос на престол. Помеѓу колонадата на север поставен е амвонот, кој е насликан со цветни мотиви. Во северниот зид од наосот на поголем дел од зидната површина насликана е композицијата Исус Христос праведен судија, а во продолжение кон исток насликани се композиции од животот на Исус Христос во втората и третата зона. Од јужната страна на наосот во првата зона и втората зона од исток кон запад представени се свети воини и други светители и маченици во цел раст. На западниот зид во горната зона насликана е композицијата Тајната вечера. Кон источната страна поставен е дрвениот висок иконостас, кој го одвојува просторот на наосот од олтарниот простор и е украсен со икони. Во долната зона на иконостасот централно поставени се царските двери со представата на благовештение, а лево и десно распоредени се по 4 китабиња. Во првата зона и зоната каде се поставени престолните икони се наоѓа врата што води кон протезисот, а на вратата што води кон джаконикот насликан е Свети Спиридон. Престолните икони кои се во втората зона се со голема димензија и наредени се од север кон југ по следниот редослед: Света недела, Свети три херархии, Свети Никола, Богородица со Исус Христос, Исус Христос Содржател, Свети Јован Претеча и други светители. Кон југ и кон север, долж ширината на иконостасот, поставени се 12 апостолски икони. Централно на врбот на иконостасот поставен е така наречен голем крст или змијски крст на постоје од 2 ламини и 2 помали пропратни икони. Во олтарниот простор во апсидата насликана е Богородица орната и Исус Христос Емануил, поставен во кружна мандрола на градите на Богородица. Во долната зона представена е композицијата Поклонувањето на светите архиереи, а во продолжение на север и на југ, на источниот зид представени се светите џакони, Стефан, Роман, Мелот и Кирил и други светители. Во олтарниот простор представени се светите без сребреници, Кузман и Дамјан, Свети Амнос, Свети Пантелеймон и композиции во горните зони од животот на Богородица и Света Новозаветна Троица. Немојте да мислите дека сум дошол да го нарушам законот или пророците. Во галеријата всликани се северните и јужните зидни површини. Насликани се представи композиции претежно од Новиот Завет, Стариот Завет, празниците и страдањата Христови,
светите воини и маченици. На источниот зид на фреско живописот е запишано: живописот е дело на зоографите Теодосије и неговиот син Борис Коловски, а долниот дел од фреските се обновени од доброволните прилози на селаните од селото Мислешово во време на црковниот одбор, председател свештеник Слободан Шуменковски, членови Јован Прентовски, Разме Дамјановски, Васе Муртиновски, Устинијан Шулевски и Мојсие Мартиновски. Црквата Света Богородица Пречиста во селото Мислешово во поново време е гробијанска црква, каде што моштите се пренесени од старата Свети Јован Крстител, која е дел од Струшката парохија. Изградена е на култно место, каде што се наоѓала помала градба. Во 2007 година врз темели на стара манастирска црква, врз чии пак темели според пишаните документи се наоѓала рано христијанска базилика. По својата архитектура и сликачка програма представува типичен примерок на византијски стил на градба и сликарство. На западната страна од црквата се влегува во нартексот. Над влезната западна врата постои злабена полукружна ниша со насликана до појасна представа на Богородица Пречиста. Наосот на црквата е едноброден. Заради малата просторност на црквата, иконографската програма распоредена е на класичен начин со додатоци на композиции што се типични за периодот на 19. век. Над зидните површини насликани се и на север и на југ старозаветните пророци. Централниот и страничните трави обоени се со светлосина боја, како имитација на небо, и на површината кај централниот трави насликани се златни звезди. Во центарот на средишниот трави аплицирана е представата на Исус Христос, Вседржител. На исток е обликуван олтарниот простор со централна апсида, која е полукружна од натрешната, а седмострана од надворешната страна. Помеѓу колонадата на север поставен е амбонот, кој е насликан со цветни мотиви. На северниот зид од наосот на поголем дел од зидната површина насликана е композицијата Исус Христос, праведен судија, а во продолжение кон исток насликани се композиции од животот на Исус Христос во втората и третата зона. Од јужната страна на наосот во првата зона и во втората зона од исток кон запад представени се свети воини и други светители и маченици во цел раст. На западниот зид во горната зона насликана е композицијата Тајната вечера. Кон јужната страна поставен е дрвениот висок иконостас, кој го одвојува просторот на наосот од олтарниот простор е украсен со икони. На западниот зид над влезот се наоѓа надпис каде што е напишано: со Божја милост на божните христијани од село Мислешово, нашите сонародници, пријатели во Австралија, Америка и Европа, настојателот старешината Темелко Доренски, настојателите од црковниот одбор, подпредседател и благајник Ило Прентовски, епитропите Крстен Бочевски и Богоја Григоровски, Јоне Пеовски, Цане Прентовски, Звонко Рајчиновски, митрополитот на епархијата Дебарско-Кичевско-Плаошка. Проектот е на инженер-архитект Тодор Паскали, градежните работи се изведени од мајстор профил Василевски, живописот е на зоограф Ѓорѓи Крстевски и синот Сашо, 2010 Господово лето. Секогаш пазени од твојата сила. Манастирот Господово преполовение се наоѓа југоисточно од селото Мислешево. Изграден е на култно место, а за тоа посведочуваат и неколкуте антички гробни конструкции врз темели на стара манастирска црква, врз чии пак темели според пишаните документи се наоѓа рано христијанска базилика. Се претпоставува дека незината изградба датира од втората половина на 16. век за време на владењето на султанот Сулејман Величествениот во 1573 година.
Денешниот архитектонски изглед на манастирската црква датира од 2013 година, а осветена е во 2015 година. По својата архитектура и сликарска програма представува типичен примерок на византиски стил на градба и сликарство. На западната страна од црквата се влегува во нартексот. Над влезната западна врата постои длабена полукружна ниша со насликана до појасна представа на Господовото преполовение. Наосот на манастирската црква е едноброден. Заради малата просторност на црквата, иконографската програма распоредена е на класичен начин со дотатоци на композиции што се типични за периодот од 19. век. Над зидните површини насликани се и на север и на југ старозаветните пророци. Централниот и страничните травеи обоени се со светло-сина боја, како имитација на небо, и на површината кај централниот травеј насликани се златни звезди. Во центарот на средишниот травеј аплицирана е представата на Исус Христос, Вседржател. На исток е обликуван олтарниот простор со централна апсида, која е полукружна од натрешната, а седмострана од надворешната страна. На северниот зид од наосот на поголем дел од зидната површина насликана е композицијата Исус Христос, праведен судија, а во продолжение кон исток насликани се композиции од животот на Исус Христос во втората и третата зона, од јужната страна на наосот, во првата зона и во втората зона од исток кон запад, представени се сите воини и други светители и маченици во цел раст. На западниот зид во горната зона насликана е композицијата Тајната вечера. Кон источната страна поставен е дрвениот висок иконостас кој го одвојува просторот на наосот од олтарниот простор, е украсен со икони. Почитувани мои, предлагам дел од утринското богослужение со кои началствуваа свештениците од Струшката парохија, кое се одржа во соборниот храм Свети Јован Крстител во чест на Руса среда или тијатот по крстите, која традиција се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација, од памтивека, па се до ден денешен, да проследите во продолжение на оваа репортажа. Христијаном нашим, нас опротивнија дарујај, и Твое сохрањајај, крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, људи Твоја, и благослови достојание Твое. Погледи се православним, христијаном нашим, нас опротивнија дарујај, и Твое сохрањајај, крестом Твоим жителством. Спаси, Господи, људи Твоја, и благослови достојание Твое. Погледи се православним, христијаном нашим, нас опротивнија дарујај, и Твое сохрањајај, крестом Твоим жителством.
Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. О мир да се помолиме на Господа. За мир од небото и за спасение на нашите души, да се помолиме на Господа. За мир во светот, за благосостојба на светите Божји цркви, за соединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи, за овој свет храм и за сите што влегуваат во него со вера, набожност и страв Божји, да се помолиме на Господа. Историјата на македонската сага е долга колку и името Македонија. Може би македонците формално не биле образовани низ вековите наназад, процентуално, меѓутоа во нив постојано постоел македонскиот код, кој што се пренесувал од колено на колено и практично преку него сме се осознавале за нашиот собствен идентитет. Устните творештва, устните преданија и сите народни умотворби се големо богатство за македонскиот народ. Сите овие народни, да речеме, устни преданија, сите овие творештва и така натаму представувале исклучителни елементи кои што сериозно се спротивставувале на изучувањето кое е било прокламирано врз пропагандата образование. Македонците наназад со векови низ својата историја биле етнички угнетувани. Меѓутоа традицијата е таа која што не одржувала во живот и преку која ние сме се осознавале. Традицијата нудела елементи кои што буделе практично ја буделе нашата македонска национална свест и нашата македонска национална мисла. Нашата традиција, нашите обичаи, нашите навики имаат длабока историја, тие се одамна родени. Сите овие нови адети, обичаи, навики и традиции кои што се воспоставени подоцна, никогаш не можат да ги заменат нашите стари навики, нашата стара традиција. Значи старите слави, прослави и така натаму. Новите традиции, навики и обичаи не можат така да ни го загреат срцето и да ни го исполнат со радост, онака како што можат старите македонски традиции. Сепак да не бидеме погрешно разбрани. Светот обстојува врз основа на оспособување и имплементирање на новитети. Ние мораме да ги почитуваме тие новитети. Меѓутоа, реков, не смееме никогаш да дозволиме да се заборават нашите стари и проверени и докажани традиции, адети, обичаи и така натаму. Бидејќи тие обичаи, таа традиција се огледало на нашето славно историско минато. Таа традиција и тие обичаи се мост меѓу младите генерации и нивните предци. Тие традиции, културата, обичаите, творештвото, јазикот, фолклорните обичаи се најверодостојни нешта кои што се пренесувале од генерации на генерации низ вековите наназад. Почитувани мои, не ми се напушташе селото Мислешово, морав да се заминам, затоа што ме чекаа и другите села во Струшкава регија, со едно ветување дека повторно ќе дојдам во селото Мислешово на денот на осветувањето на темелите на новата припрата во црквата Свети Јован Крстител на 20. мај ова 2023 Господово лето, саде Господ на сите нам, саде живот и здравие да ни дава.